Prvite preglедувања на снимките на безбедносните камери укажуваат на тоа дека по се изгледа во нападот биле инволвирани 7 души, за кои се претпоставува дека стигнале на аеродромот со 2 такси возила. Тројцата од нив се доближиле до самиот влез на меѓународниот терминал. За едниот дури се тврди дека успеал и да влезе преку вратата, меѓутоа во моментот кога бил застрелан се саморазнел со бомба, а потоа со бомба се саморазнеле и другите напаѓачи. Некои турски агенции пренесоа вест дека биле забележани вооружени луѓе како бегаат од местото на настанот, со тоа што само се потврдува претпоставката дека во нападот биле инволвирани повеќе лица, значи не само загинатите. Тоа е информација за тие 4 наводно што избегале. Тоа е тоа. А дали турската разузнавачка служба имала било какви сознанија дека се подготвува терористички чин од вакви размери на еден од најфреквентните светски аеродроми? Истанбулскиот аеродром Кемал Ататурк има годишен промет на патници од 61 милион луѓе. Бие од неспорно огромно стратешко значење и витално во секоја смисла. Имаше ли воопшто некакви информации дека вакво нешто може да се случи тука со оглед што Турција е постојано изложена и мета на терористички напади во последно време? Интересно е дека сознанија дека во Турција се подготвува терористички напад постоеле во американската ЦИА. Тоа го пренесоа американските агенции, дека директорот на ЦИА уште пред недела дена, говорејќи пред Комитетот за разузнавачки работи на Американскиот Сенат, соопштил дека тие располагаат со сознанија дека 30 милитанти, значи обучени луѓе на ИСИЛ, се упатени кон Турција. Малку е симптоматично, дури не знам, не смеам со сигурност да тврдам, зошто таква информација не е споделена со нивниот стратешки, значи, партнер Турција, НАТО партнер, со која инаку тесно соработуваат кога се во прашање безбедносните проблеми, но она со сигурност што може да се каже е дека информацијата од Вашингтон дека е можен терористички напад во Истанбул стигнала дури вчера Сабајле, а нападот се случил вечерта. Господине Кочан, би ве прашал уште нешто пред завршување на оваа куса анализа околу овој настан во Турција. Интересно е дека на маргините на терористичкиот напад на Истанбулскиот аеродром на повидок е една интересна дипломатска активност, ако може така се каже, помеѓу Анкара и Москва. А се во контекст на минатогодишното соборување на рускиот авион, воен авион од страна на Турција. Зашто всушност станува збор? Она што е интересно е што најновиот терористички напад во Истанбул беше прилика сега да реагира и самата Русија, Москва. Имено Сабајле од Москва стигна порака од високо место, порака со сочувство до Турција и до турскиот народ, со надеж дека Турција поангажирано ќе се вклучи во борбата против силите на ИСИЛ во Сирија. И веднаш морам да кажам дека дали врзано за Москва или не, турските вооружени сили Сабајлето веќе реагира и стигнуваат информации дека тие веќе извеле на северот на Сирија воздушни напади врз 15 цели на ИСИЛ, што е најава за едно поактивно вклучување на Турција во коалиционите сили против исламската држава
na Irak i Levant. I vo celiot kontekst je mnogo interesno da li ova može biti najava deka Turcija vo borbata protiv ISIL i uopšte angažmanot vo Sirija, ќе го координира сега и со Русија, која не само Турција и сите коалициони сили некако беше одбегнувана.